Во афганистанскиот главен град Кабул, стотици луѓе маршираа барајки правда за жената која на 19 март беше претепана до смрт од толпа луѓе. Во вториот ден од протестите, членови на политички партии и припадници на граѓански организации бараа да бидат обвинети сите што биле вклучени во убиството на 27-годишната Фархунда, која била студентка во религиска школа. Нејзините напаѓачи ја обвиниле дека запалила копија од Куранот, но полицијата вели дека нема докази што ги подкрепуваат таквите обвиненија. Киргизстан ја одбележа 10 годишнината од така наречената Тулип револуција, преку која поранешниот председател Аскар Акаев беше принуден да ја напушти власта. Научници и политичари се сретнаа на пресконференција во Бишкек да разговараат за причините и последиците од револуцијата и од револуцијата што следуваше во 2010 година, со која беше соборен наследникот на Акаев. Во главниот град на Ерменија, Ереван, поранешни и сегашни работници во хемиска фабрика ги продолжија протестите барајки ги нивните неисплатени плати. Демонстрантите прочитаа отворено писмо до државниот обвинител во кое го обвинуваат раководството на компанијата за проневера на парите кои биле предвидени за плати на работниците. Се проценува дека хемиската фабрика Нарит им должи на вработените вкупно $15 милиони за заостанати плати. Некои од работниците не добиле плата повеќе од 2 години.